Добро вечер. Не стигнуваат настаните со мигрантите, но повеќе затоа и за останатите содржини во дневникот во 20 часот. Пристигна воз со мигранти и на Табановце. И денеска полицијата и војската се распоредени и го обезбедуваат пограничниот регион во Гевгелија, каде има наплив на мигранти. Вооружен напаѓач рани 3 лица во возот Амстердам-Париз. Историски успех на пливачот Андреј Стојановски. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Околу 500 мигранти пристигнаа на железничката станица Табановце. Најголем дел од нив од Сирија го продолжија патот по нивите кои се илегални патишта кои водат кон соседна Србија. Од тука тие заминуваат кон земјите членки на Европска унија. Извикувајќи Thank you Македонија, мигрантите поминаа низ зацртаната рута и заминаа кон Србија. Колоната броеше приближно 500 до 700 лица. Сите кратко се задржаа на железничката станица Табановце. Со нив патуваат припадниците на граничната полиција и на Црвениот крст. Кратко одмараат семејствата со деца, кои се задржуваат по околните ниви на патот, кој минува низ Табановце, но и во меѓуграничната зона со Србија. Жителите на Табановце изјавуваат дека засега немаат сериозни проблеми со мигрантите, но не знаат каква ќе биде зимата и што ќе донесе студеното време. Од УНХЦР им најавиле дека ќе постават ограда со жици на потезот низ кој минуваат мигрантите. Состојба е, да кажам, нормална. Задни 2 дена немаше возови, нешто имаше проблем тамо од Евгелија, во таа страна. А вчера и денеска идат возови. Ние баравме заштита од држава и тие пратија војска, бидејќи полиција тука секогаш ги има. Нас не интересира што ни во кој број ги има и како ги има, тоа тие си знаат нивни служби колку доаѓаат и што работат. Да сме загрозени за сега не сме, немаме никаков проблем со нив. Само минатиот пат кажав, и сега пак ќе повторам, имаме проблем со нашите имоти што ни се уништени. Значи посеви што беа, потоа кажав градинарски култури и така натаму, да не се повторувам. За сега, како што кажав, нема проблем со мигранти, немаме ние мештани проблем, но има најава дека ќе пристигнат се уште повеќе и повеќе. Овдека можеби ќе се завртите со камерата и ќе видите на таа страна каде тие навечер престојуваат, кога српска страна таму не им овозможува да поминат како што треба. Тие ги враќаат и ние, кога тие ќе се вратат тука, тогаш можеби ќе имаме некој проблем. Ама за сега немаме. Значи, потоа можеби ќе се деси кога ќе биде постудено. Сега не е толку студено и така тие тука се сместени во овој камп тука што е позади мене. Тој камп мислам дека не е доволен за сите тие што пристигнуваат и тие што се враќаат од таму. Кога ќе ги пушти српската страна, нема проблем. Многу кога ќе ги задржи, тогаш имаме проблем. Има тие проблем, тука треба да останат. Кажете ни, имате ветување од УНХЦР дека на овој потек ќе се гради нешто, што конкретно? Да, така имам слушнато и кажа тие од УНХЦР дека тука ќе ставаат заштитен дел некој, значи со мрежи или не знам како тоа ќе го изведат. Се до тој тамо крајниот дел на државното земјиште што е тука, до овие сигнали што се за возови, до тука така има кажано дека ќе стават мрежи. Но за сега ете од тоа нема ништо. Доволен е овој камп за нив кога ќе пристигнат во поголем број? Не, мислам дека не. И треба и повеќе да се направат тие, како да кажам, да се заштитат, прифатни објекти за да се заштитат, бидејќи иде студено време сега и ќе дојдат дождови, ќе дојдат и снегови, што ја знам. До кога ќе трае ова? Никој не знае, никој не е обавестен да каже.
Овој столб зад мене означува дека тука завршува границата на Република Македонија. Околната нива, околната ледина е во рамки на територија на Република Србија. Но и тука мигрантите кои што поминуваат го користат овој простор. Сите околни дрва се зафатени од групи на мигранти, но овој пат претежно ранливи категории, односно семејства со деца. Мигрантите, иако изморени од патот, се заблагодарија и на македонските власти, но и на граѓаните, кои не им прават проблеми. Мигрантите имаа можност малку да се одморат и во ново поставените монтажни објекти кои ги постави Црвениот крст во соработка со УНХЦР. I not good to speak English, but Одиме за Србија. Се извинувам, не зборувам англиски најдобро. Многу сум уморен и гладен. Доаѓам од Ирак. Ке одам во Србија. Не знам натаму што ме очекува. I going Germany. Доаѓаме од Сирија со жената и со бебето. Одиме, се уште не сме одлучиле каде ќе биде нашата крајна дестинација. Можеби Германија, Норвешка или Финска. Во Сирија маш ми беше учител, а јас бев професор по социологија. You're traveling to Germany or some? Доаѓам од Сирија и патувам до Германија. Бев студент на коледж по инженерство. Откако е прогласена вонредната состојба поради напливот на мигрантите, вчера имало поголем наплив на мигранти во Табановце, раскажаа жителите. И тие се свесни дека бранот мигранти уште повеќе ќе се зголемува во наредниот период. Велат дека ова не е нивен, локален проблем, ниту пак проблем на Македонија и на земјите низ кои транзитираат. И очекуваат Европа сериозно да почне да го решава овој проблем со мигрантите. За проблемот со мигрантите потребно е Европа да обезбеди заеднички одговор. Оти ниту една земја не може проблемот да го реши сама со сопствени ресурси. Помошта за Македонија од Брисел засега е символична. Очекуваме третман од Европска унија како кон земја членка, изјави денеска во Охрид министерот за надворешни работи Никола Поповски. Пренесува Мија. Во комуникација сме и со нашите соседи и со Европската унија и со Обединетите нации, бидејќи се работи за проблем кој не е од или за Македонија. Туку Македонија е само една од дестинациите која е дел од рутата. Бараме решение да се справиме со многу зголемен наплив, од една вообичаена динамика од 500 до 600 мигранти кои влегуваа на македонска територија. Се соочивме со ситуација во која неколку илјади доаѓаат наеднаш, рече Поповски на новинарско прашање по посетата на летниот камп 2015 ја сака Македонија во Охрид. Според него, очигледно нашата состојба е многу специфична, бидејќи сме единствена граница на оваа рута во која мигрантите доаѓаат од земја членка на Европската унија на територија на земја која не е членка на Унијата. Сите други ситуации се обратни или меѓу Европската унија и Европската унија или од не Европската унија во земја членка. Се надеваме дека Европската унија ќе го земе предвид фактот што Македонија е дел од рутата и иако не сме членка ќе имаме подеднаков третман, вели Поповски. Тој посочи дека повторно е упатен апел за помош од Европската унија. Упативме повторен апел за помош од Европската унија, во комуникација сме и мислам дека Европската унија треба да биде вклучена во делот од ова решение. Во овој момент таа помош е символична и главниот товар го сносат македонските институции. Не се работи само за финансиски, туку се работи и за хуман аспект, за луѓе кои напуштаат територија која е во воени дејствија и каде животот им е загрозен, но овие луѓе може да бидат згрижени само доколку Европа обезбеди заеднички одговор. Во овој момент тоа сепак недостасува, нагласува шефот на дипломатијата. Во Грција, според него, не делува дека овој проблем се намалува, што значи дека треба да бидеме подготвени за можеби продолжен период за ваков наплив. И на грчка страна додава се надева да ги надминат проблемите, односно да го намалат притисокот, но тоа предизвикува притисок на нашата граница. Ќе направиме максимални напори мигрантите кои сакаат да влезат на македонска територија да бидат регистрирани. Тие што ќе се одлучат за барање азил да добијат соодветен третман, а оние кои сакаат да го продолжат патувањето исто така. Мора реално да ги согледаме околностите од приливот на мигранти од 500 дневно зголемене на 3000 дневно. Во таква ситуација мора да имаме соодветен одговор и тоа не може да се реши за 24 часа, нагласи Поповски. Тој укажа дека границата не беше затворена бидејќи ние имаме прогласено само кризна состојба во таа
зона, поради реалната состојба со сериозна група мигранти кои се притиснати од грчка страна кон македонската граница. Ќе продолжиме со спроведување на тие луѓе без разлика што ќе одлучат дали ќе бидат баратели на азил или ќе го продолжат патувањето. Максимални напори вложуваме за хуман третман, но физички е невозможно да се справите со толкав наплив мигранти. Од друга страна, имаме само решавање на краткорочните проблеми, односно преместување на мигрантите поблиску до македонската граница, доколку немаме заедничко решение кое ќе ја вклучи и Европската комисија. Затоа и апелите се упатени кон нив, изјави Поповски. Дел од неколку илјади мигранти кои се наоѓаат во пограничниот појас на грчко-македонската граница попладнево го пробија кордонот на безбедносните сили, пошто се упатија кон Гевгелија. Во меѓувреме, полициските службеници помогнати од АРМ повторно воспоставија контрола. Стотиците мигранти кои се пробија низ кордонот се движат кон железничката станица во Гевгелија, од каде со вонредни возови треба да бидат транспортирани до граничниот премин Табановце на границата со Србија. Во исто време од Грција и понатаму пристигнуваат мигранти кои со автобуси организирано се носат кон границата со Македонија. Македонските власти контролирано пропуштаат дел од мигрантите во согласно со можностите на државата за нивен хуман третман, а приоритет имаат ранливите групи – жени, деца и стари лица. Портпаролот на МВР Иво Котевски изјави дека за жал фактичката состојба од грчка страна и натаму воопшто не се обезбедува од полиција, иако станува збор за надворешна граница на Европската Унија. Ние остануваме единствената жива полициска сила која што ја обезбедува границата и како што и најавивме, токму заради хуманиот третман продолжуваме селективно да пропуштаме лимитиран број на илегални мигранти кои што државата практично има капацитет соодветно хумано да ги третира. Ниту една земја барем досега не понудила никакво конкретно решение или да изрази намера лицата кои што се обидуваат од земја членка на Европската Унија да влезат илегално во Македонија, не изразила намера да ги прими тие лица и евентуално со нас да се договорат мерки како тие лица би се транспортирале до таа земја членка на Европската Унија, рече Котевски. Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов информираше дека на синочешниот координативен состанок со представници на УНХЦР, Меѓународниот Црвен крст и повеќе невладини организации и здруженија со подршка од владата биле прифатени дел од барањата на општината за поефикасно справување со мигрантската криза. Што се однесува до барањето на општина Гевгелија за уредување нов прифатен пункт во близина на поранешните објекти на Винојуг, Франгов информира дека се почнати активности за расчистување на локацијата и за инсталирање водоснабдителен систем и дека со спонзорство од Евана ќе се обезбеди електричен приклучок. Општината е подготвена да постави платформа крај железничката пруга за полесно влегување на мигрантите во возовите. Од представниците на УНХЦР беше најавено дека по инфраструктурното уредување на просторот веднаш ќе се направи план на активности за негово опремување. Од Црвениот крст информираа дека магазинот континуирано се снабдува со донација од храна и вода и дека дневно се дистрибуираат од 1000 до 1500 пакети со храна и вода. Ние сме тука да им дадеме медицинска и хуманитарна помош. Дневно имаме помеѓу 50 и 200 интервенции, во зависност од големината на групата кои стигнуваат од Грција на железничката станица во Гевгелија, изјави Слободан Митровиќ од Црвениот крст на Македонија. Ученичкиот дом професор Мијалковиќ од Куманово е подготвен да ги прими учениците кои во учебната 2015-2016 ќе престојуваат во домот. За сега има потврда за 45 станари, а до крајот на месецот се очекува да се запишат уште 40 по завршувањето на вториот уписен рок во училиштата. Престојот во домот е бесплатен и втор дом за ученици од кумановските села Кратово, Крива Паланка, Ранковци и Свети Николе. 80 на ученици од селата од Кумановско и од општините Кратово, Крива Паланка, Ранковци и Старо Нагоричане од сите 4 години на средното образование се очекува да бидат сместени во ученичкиот дом професор Мијалковиќ во Куманово. Јавната установа е подготвена за почеток на учебната година за прием и сместување на учениците кои одбрале да учат во една од насоките на 5 средни училишта во градот, информираат надлежните од оваа установа. Ова учебна година, значи, имавме некои подготовки од оно што се вика перење на постелина, чебиње, значи секој е чебе исперано на ученик, што треба да биде задолжено, соби се очистени, спремни, со завеси, со
се што е оно што се вика што треба да е спремно за да дојде еден ученик да биде прифатен тука, значи ние сме спремни. Сите спални се трокреветни, меѓутоа по желба на некој дете ученик, ако сака да биде, па некој кревече на спрат или сестриче или што знам ја браче или фамилија братуче, значи по желба може да направиме и 4-креветна соба. Одлични се условите за изведување настава и за домување. Интернатот располага со библиотека, кабинети и простор за рекреација. Учениците се под постојан надзор на 4 воспитувачи. Освен за учење, интернатот нуди и можности за воннаставни и спортски активности. До сега нема ученик кој е повторувал годината или пак е на поправен испит. Доколку некое дете има негативна оценка по одреден предмет, домот ангажира професор кој со дополнителна настава му помага да го совлада градивото, додаваат од интернатот. Работи се сега извештај што треба да биде доставен до општина и до Министерство за образование. Значи, ниједен ученик нема повторувач, строго се води сметка за секое дете, оно што се вика од исхрана, воспитување, сите оние педагошки мерки и активности што треба дом да ги преземе, ние строго водиме сметка се да биде како треба. И сме задоволни, се надеам дека и ова учебна година ќе бидеме уште подобри во успехот. Ние имаме 3 воспитни групи, каде што се 4 воспитувача, еден воспитувач е конкретно задолжен за спорт. РС денеска доби, значи дневници, подготовка, план, програм, некој беше инспектор, државен просветен инспектор, правеше увек ту документација, каде што се беше во ред, значи без ни една забелешка. Инаку засега има потврда за 45 ученици кои ќе престојуваат во домот. Се очекува уште 40 да се пријават во периодот од 25 до 30 август за упис во домот, веднаш по завршувањето на вториот уписен рок во средните училишта. Капацитетот на професор Мјалковиќ е 120 кревети, а престојот на учениците е бесплатен, покриен од страна на Министерството за образование. На градскиот плоштад во Куманово синоќа се одржа првата фестивалска вечер од 11-тиот поред меѓународен тамбурашки фестивал. И покрај тоа што времето не им беше наклонето, присутните уживаа во изведбите на Нино Величковски со кумановските тамбураши, Маргица Антевска, Игор Василков, Мартинијан Кириловски, а главна атракција беше Мирослав Шкоро со својот тамбурашки бенд од Загреб, Република Хрватска. Љубителите на тамбурите имаа можност да уживаат во распеаните ноти на музичките гости на првата фестивалска вечер на 11-тиот меѓународен тамбурашки фестивал во Куманово, кој придонесе за повторно заживување на овој вид музика. Супер, супер! Од убаво по убаво нема. Ми се допаѓа многу, оти она сега се возобновува, заживува и верувам секоја наредна година ќе биде се по-весело и ќе има повеќе слушатели и гледачи. Да ми се допаѓа. Неколку години поред го следам фестивалот, да. Па секоја година доаѓам овдека. Свиѓа ми се, фино е. Староградски песме. Ова година прв пат да видиме како е. Секој случај убаво за луѓето да видат. Па треба ваква забава нели за граѓаните. Пожелно е да има повеќе вакви организации. Би требало да се негува ова тамбурашка музика во нашиот град. Интересно, убаво и за младите и за постарите нормално. Ние сме средна генерација, така да уживаме оваа музика. Еве и мојот син малце да слушне, да види што е добра музика, што е добра свирка, така. Присутните на градскиот плоштад ги забавуваа Нино Величковски со кумановските тамбураши, Маргица Антевска, Игор Василков, Мартинијан Кириловски, а главна атракција беше Мирослав Шкоро со својот тамбурашки бенд од Загреб, Република Хрватска. Па према мене штета е ако би се прекинал овој фестивал, зашто тамбурицата и се она што носи со себе, вечерва гостите кои се од Осијек дојдени Мирослав Шкоро, ние овдека јас, Игор Василков и Мартинијан и Нино, се вкупно правиме дел од ова прекрасно издание и гледам по публиката, веќе е полно, макар да малку е свежичко, али е супер, бар не се оние жештини. Имаме ние тамбурашки групи во Куманово и за мене исто е убаво. Од жива свирка, баш жива свирка и пеење нема поубаво. Макар да се држи таа теорија со
Нели рековме со USB, со клавиатури, сепак се е добро, волја на кого како му е, во однос на веселби зборувам, инаку тамбурата си е тамбурата. Јас влегов во групата на музичари помлади, мада се занимавам со сите, знаат дека повеќе од 15 години. Па се надевам дека ќе го дадеме својата одговорност што ни ја дадува како млади музичари, ќе го покажеме на бината пред сите наши ценети гледачи. Јас и моите колеги од учесниците. Ова музика ја мислам ја слушам и ја презентирам од време на време, а во последно време почнав поинтензивно, значи овој стил на музика тамбурашка. Инаку претходно работев со различити стилови, сега во последно време малку ја дадо повеќе простор на оваа музика. Не знам, и градот дека како боемски не има како епитет. Сакам да ве прашам дали има публика? Па има доста публика, ја бараат претежно оваа музика се бара претежно во Кумано и дел од Скопје. Уметничкиот директор на фестивалот Нино Величковски изрази задоволство поради тоа што фестивалот веќе 11 години поред успешно се одржува, со што стана бренд на град Куманово и представува најголемо достигнување во културата на градот. Имав еден комплимент пред малку дека до сега ова е најдобра организација што мене ме весели како директор на фестивал и благодарност голема до градоначалникот, до советот на градот што 11 години поддржуваат ова намера да ова биде бренд на град Куманово, значи 11 години тамбурашката музика веќе е препознатлив, веќе е бренд во Македонија. Докажавме и покажавме дека можеме ова да го работиме како успешен фестивал. Направивме веќе 4-5 тамбурашки состави што работат во градот. На моје големо задоволство, имаме прекрасни гости оваа година и еве гледам дека публиката се во поголем број доаѓа и дека тамбурашката приказна продолжува. Покровители на тамбурашкиот фестивал се градоначалникот и советот на општина Куманово и Министерството за култура на Република Македонија, а организатори се секторот за култура и спорт при општина Куманово и Фондација за култура и спорт Куманово. Кредитната агенција Фич го потврди ББ плюс кредитниот рейтинг на Република Македонија. Воедно ова е 10-та година поред како оваа кредитна агенција потврдува оценката за Македонија. Како база на својата оценка, Фич ги зема растот на бруто домашниот производ и општествениот развој на земјава за кои велат дека се над ББ просекот. Фич ја оценува бизнис климата во Македонија како исклучително поволна и наведува дека земјава е помеѓу најдобрите 30 економии во светот за водење бизнис, според ранг листата на Doing Business. Фич во својот извештај го нотира и намалувањето на невработеноста за 10%, односно од 37% во 2005 година на сегашните 27%. Банкарскиот сектор во Македонија, кредитната агенција го опишува како добро капитализиран и високо ликвиден, вклучително и двете банки кои се во грчка сопственост. Како ризик Фич ја посочуваа домашната политичка ситуација, за која очекуваа да се надмине со спроведување на договорот потпишан под покровителство на комесарот Хан. Според прогнозите на Фич, Македонија и во иднина ќе продолжи да води стабилна фискална и монетарна политика, а трговските партнери на Македонија во Европска Унија ќе продолжат со закрепнување што ќе влијае поволно на надворешно трговската размена. Македонија е инаку една од ретките земји во регионот и пошироко која успеа да го задржи истиот кредитен рейтинг толку долг период. Минатата и оваа година им беше намален рейтингот на Хрватска, Србија, Турција, Бугарија, Словенија, Русија и други земји. Вооружен нападјач рани 3 лица во возот Амстердам-Париз совладан од патници. Виена е подготвена за самитот за Западен Балкан. Јункер на средба со Порошенко за примирието. Следуваат вестите од светот. Вооружен маж рани во петокот 3 лица, од кои 3 тешко, во брзиот воз на релација меѓу Амстердам и Париз. Американскиот претседател Барак Обама им честитеше на храброста и брзото размислување на патниците, кои го совладаа напаѓачот, меѓу кои биле и американски војници. Вооружениот маж рани 3 лица, меѓу кои француски актер, британец и американски маринец, пошто беше совладан од патниците, меѓу кои бил и ранетиот маринец. Напаѓачот беше уапсен од полицијата кога возот запрел на станицата во Арас во северна Франција, пренесе Ројтерс. Според локалните медиуми станува збор за 26 годишен мароканец кој наводно од претходно им бил познат на француските тајни служби, а бил вооружен со автоматска пушка Калашников и со нож.
Безбедносни извори додале дека тој бил регистриран како лице кое престојувало во Сирија, а посетувал во Шпанија проповеди на радикални свештеници. Министерот за внатрешни работи на Франција изјави во саботата дека инцидентот го истражуваат француските антитерористички исследници, како и дека на случајот, како што и досега стануваше збор за сомневања во терористички напад, ќе му биде преидено со најголема сериозност. Председателот на САД изрази голема благодарност на храброста и брзината на размислувањето на патниците, вклучително и припадниците на американската војска, кои што несебично го оневозможија напаѓачот. Јасно е дека нивната храбра акција спречила поголема трагедија, стои во соопштението на Белата куќа. Осомничениот цела ноќ бил испрашуван во полицискиот комерсаријат во градот Арас, а во саботата треба да биде превезен во главната управа за внатрешна безбедност, чие седиште е во близина на француската престолнина Париз. Според француските закони за антитероризам, тој може да биде држан во прелиминарен притвор до 96 часа, а потоа против него мора да биде подигнато обвинение. Во Виена се е подготвено за самитот за Западен Балкан, кој крајот на август ќе се одржи во рамките на Берлинскиот процес, а кој минатата година го иницираше германската канцеларка Ангела Меркел. Австрија е домаќин и ја прошири активноста поврзана за самитот, па се одлучи ден пред овогодинешниот собир на шефовите на владите, министрите за надворешни работи и стопанства на Западен Балкан да организира собир посветен на граѓанското општество во регионот, пренесува Тањук. На форумот на граѓанските општества представници на организацијата ќе имаат прилика да разменат ставови, да ја изнесат загриженоста и да формулираат конкретни препораки кои ќе бидат представени на самитот. На форумот на граѓанските општества, како што е најавено во Виена, покрај домаќинот премиерот на Србија Александар Вучиќ, ќе присуствува и неговиот албански колега Еди Рама. Министрите за економија на Западен Балкан и Австрија на 27 август ќе имаат работен појадок, а потоа состанок на кој ќе разменат ставови, чии заклучоци ќе ги изнесат шефовите на владите на самитот. Исто така и шефовите на дипломатијата имаат одвоен состанок, а потоа ќе се придружат на самитот. Министерот за надворешни работи на Австрија Курц е задоволен бидејќи самитот за Западен Балкан ќе се одржи во Виенската палата Хофбург. Западен Балкан според Курц е регион во непосредно соседство на Австрија, а во некои земји од регионот неговата земја е најважен инвеститор, па поради тоа стабилноста и стопанскиот раст на Западен Балкан е во интерес на Виена. Собирот во Виена, како што наведе тој, треба да послужи и на тоа ЕУ да ги поддржи земјите од Западен Балкан кај конкурентните проекти. На собирот во Виена, покрај на високите представници на државите од регионот на Западен Балкан, се очекува пристигање на шефицата на ЕУ дипломатијата Федерика Могерини, германската канцеларка Ангела Меркел, италијанскиот премиер Матео Ренци. Во берлинскиот процес покрај 6 земји на Западен Балкан, Македонија, Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија, учествуваат и Германија, Италија, Франција, Хрватска, Словенија и Австрија. Шефот на Европската комисија Жан-Клод Јункер на 27 август годинава во Брисел ќе се сретне со украинскиот председател Петро Порошенко, со кој ќе разговара за прекинот на огнот во источна Украина. Ескалацијата на борбите во источна Украина се закана за примиријето потпишано во февруари во главниот град на Белорусија Минск помеѓу проруските бунтовници и владините сили. Порошенко на 24 август во Берлин ќе оствари средба и со германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Франсуа Оланд, кои беа присутни на потпишувањето на примиријето. Како дел од проектот Отворени забавни фудбалски школи низ Македонија, денеска во Крива Паланка тргна 12-тото издание на Open Fun Football. Интересен настан кој на едно место собира млади како и поискусни љубители на планетарно најпопуларната игра фудбалот. Од викендов па до 26 август на градското фудбалско игралиште во Крива Паланка ќе врие како во копшница. На програмата е 12-тото издание на летната детска фудбалска школа Open Fun Football, веќе традиционалната спортско-рекреативна манифестација и овој пат на едно место успеа да привлече околу 200 дечиња на возраст од 7 до 12 години, а секако со нив работат и 15 инструктори. Забавната летна школа е по иницијатива на данска организација за соработка меѓу различни култури и Фудбалската федерација на Норвешка. Меѓутоа, во нашата земја, координатор е канцеларијата на Open Fun Football Македонија. Секако на терен неопходна е практичната поддршка од локалните власти. Па не случајно општината се јавува како главен покровител на манифестацијата. Меѓу другото и поради ова, почетокот на школата официјално го означи
градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. И оваа година општина Крива Паланка заедно со Open Fan фудбалот ви приредува по 12 пат 5 дена забавување одека на градскиот стадион во општина Крива Паланка. Ви посакувам да се поминете убаво, посакувам да поминете во една атмосфера на другарување, во една атмосфера на раздвижување и ви посакувам се најдобро. Еве, со ова сакам да ги отворам годинашните 12 спортски игри и да ги прогласам за отворени. Благодарам. Организаторите на Open Fan фудбал настанот го опишуваат како еден вид хуманитарен проект во кој преку интересни игри и педагошки забавен фудбалски концепт се промовира нешто многу поголемо, а тоа е процесот на демократизација, мир, стабилност и социјална кохезија во регионот. Идејата е да се зближат луѓе од сите возрасти и поднебја со различни етнички и социјални позадини. На немладите да им се даде поттик, самодоверба и чувство на сигурност во средината. А се тоа преку универзално популарната игра и најважна споредна работа на светот – фудбал. Константин. Константин? Давидов. 7. Прв пат ли учествуваш на Open Fan фудбал или не? Не, и предходните години учествував. И како ти се допаѓа? Добро. Што правите тука? Па играме, се забавуваме. И интересно е овде? Да. Сакаш пак да учествуваш? Да. Деница. Деница, ти прв пат ли учествуваш? Не, многу пати сум учествувал. И тебе што најмногу ти се допаѓа овде? Фудбал. Добро. Понекад кад играмо народно. Јас се викам Елена. Елена, ти сакаш ли фудбал? Да. Интересно ли ти е овде? Да. Што најмногу? Јас сакам многу народна. Народна? Да. А друг пат ќе дојдеш да си играш овде пак? Да. Владимир Максимовски. Владимир, прв пат ли учествуваш на Open Fan? Не, втор. Втор пат? Да. Интересно ли ти е овде? Да. Што правевте за сега? Игравме фудбал, Шутирате пенали? Да. Се загревавме. Интересно ли е? Да. овде? Добро, што најмногу ти се допаѓа? Тебе зошто доаѓаш да учествуваш овде? Фудбалот За го сакаш? фудбалот. Мате Михайловски. Мате, ти прв пат ли учествуваш на Втор пат. И како ти се допаѓа оваа Па година? добро. Зошто доаѓаш да учествуваш? Што ти е најинтересно? Па да играме фудбал, да се дружите? дружиме, да. Човекот кој ги координира активностите на терен, Цено Александровски, информираше дека квотата која за жал е ограничена експресно била пополнета, а во исто време најмладата популација ќе биде опфатена со повеќе вакви фудбалски кампуси низ цела Македонија. Интересот, како и секоја година, е многу голем за нашава школа и да се видат 200 деца вака меѓу себе како играат задоволни, срекни, мислам ќе им пружиме на децата едно изморедно задоволство, да се дружат, да се забавуваат, да спортуваат, се со цел да бидеме промотери на една порака оваа година на програмата Open Fan Football Schools. Биди активен, биди среќен. Сакаме да ги натераме што повеќе да се занимаваат со спорт, што повеќе да бидат активни. Како и досега сите учесници ќе добијат опрема со логото на манифестацијата, капа, мајчка и уште некој скроен подарок, а на крајот дипломи за успешен завршен курс по фудбал од оваа меѓународна фудбалска кампања. Дечињата исто така секојдневно ќе добиваат и оброк во вид на сендвичи и сокови. Како и да е, за нив се чини најважна топката и забавата. Широката понуда манифестации и случувања во деновите околу големите христијански празници, успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица и Свети Јоаким Осоговски чудотворец. И годинава дополнително ќе ја збогати еден традиционален спортски настан. Во организација на локалниот клуб на социјалдемократската младина на Македонија од Крива Паланка, неделното попладне ќе биде резервирано за традиционалниот турнир во баскет кој има и меморијален карактер. Во чест на поранешниот претседател на општинската организација Александар Навковски, чиј живот прерано згасна. Надпреварувањето ќе се одржи на кошаркарскиот терен зад основното општинско училиште Јоаким Крчевски, поточно зад зградата Партизан, а одговорните ги повикуваат сите љубители на спортот да дојдат и да ги бодрат надпреварувачите, а заинтересираните да се пријават до предстартот на турнирот. Многумина го знаат надпреварувањето од поодамна, кога се одржуваше на кошаркарскиот терен во населбата Бабчела, а поради интересот на и подновениот терен, локацијата беше променета. Се покажа дека организаторите не погрешиле затоа што покрај релативно големиот број пријавени екипи, на поприштето на стритбол надпреварите доаѓаат и значителен број гледачи со намера да ги проследат возбудливите пресметки на младите и поискусни кривопаланечки кошаркари. Турнирот е отворен за секого, а со оглед на подемот на овој спорт во последните години во нашиот град, според интересот, но и квалитативно, надпреварувањето е на високо ниво. На овој младински и спортски настан учество земаат голем број млади од Крива Паланка, како и екипи на повеќе локални клубови на социјалдемократската младина на Македонија. Целта е да се мотивираат младите да спортуваат, да се развива надпреварачкиот дух,
како да се почитуваат правилата на ферплей. Женската ракометна екипа на Куманово ги започна подготовките во пресред на следната надпреварувачка кампања во Суперлигашкото друштво. Под водство на тренерот Зоран Јосимовски, Кумановки работат во силно темпо и најавуваат успешни резултати во елитното македонско друштво. Веќе неколку дена екипата интензивно се подготвува за стартот на новото првенство. Играчкиот состав рече се иска од минатата сезона, а за сега не се планираат нови засилувања. Јосимовски, како течат подготовките во пресред на сезоната во Суперлигата? Може да ни кажете од прва рака оваа екипа како и на кој начин работи во пресред на сезоната? Да, почнаме со подготовкиве од 5 август. Сега за сега се оди во најдобар ред по планот како што планиравме за сезонава. Задоволен од присуството на играчиве, задоволен од здравствениот билтен на играчиве, значи сите сме на место каде што треба да сме, задоволни од припремниот период, се оди во најдобар ред. Ако направиме компарација од минатата сезона, кои играчи се тука, кои замина? Повеќево од играчиве се тука. Имаме проблем со една од ракометаркиве која настапуваше минатава сезона, а сега моментално има здравствени проблеми и е отсутна, инаку сите ракометарки се тука и се на списокот за настапување на надпревари на тренинзи, така да сме во ист состав со искуство повеќе од минатава сезона и спремни за нова сезона, за во повисока. Како планирате да ги спроведете подготовките до почетокот на сезоната? Сега за сега сме на подготовки во Куманово и Салава во основно училиште во Магдалена Антова. И за сега остануваме тука. За понатамошни подготовки ќе видиме дали ќе имаме услови и можности за да оствариме на страна подготовки, мислам на висински или на низински подготовки. И планираме да почнеме да играме со пријателски надпревари, така да во главном ќе сме тука во оваа сала. Што може да очекуваме од наредната сезона? Сепак Суперлига е поквалитетна од првата лига. Може да очекуваме успешна сезона благодарејќи на екипава и на искуство кое веќе го имаме со играчеви кои се во тимот. Се надевам да завршиме во врвот на Суперлига и да оствариме учество во плей-оф кога ќе играме надпревари со професионалниве екипи во нашава држава. Кога ќе почне првенството? Се уште не се знае, чекам информација од Федерацијава како би можеле подетално да се прилагодиме и да планираме за надпревари од првенството. Викторија Пиевска, подготовките течат со полна пареја овдека во салата на основното училиште во Кристијан Карпош. Како се одвиваат и задоволни сте од оно што го досега сработи? Се собравме веќе 2 недели како тренираме. Тренираме напорно, се подготвуваме за наредната сезона. Имаме учество во Суперлигата, со кое што се здобивме претходната сезона. Освоивме прво место во првата лига и имаме високи амбиции. Тренираме напорно и се надеваме дека ќе ги задоволиме сите љубители на ракометот. Што може да видите на Кумановчани во пресред на новата сезона? Им ветуваме интересна игра, ќе се трудиме и ќе се бориме за да постигнеме што подобро место во Суперлигата. Со малку поголема подршка пред се во финансиски смисол, оваа млада и талентирана екипа може да оствари значајни успеси. Голем успех на македонскиот спорт успеа да му донесе пливачот Андреј Стојановски, кој на светското првенство заглуви во трката на 1500 метри слободно се закити со сребрен медал. Македонскиот пливач Андреј Стојановски забележа одличен успех, освојувајќи го сребрениот медал во дисциплината 1500 метри слободен стил на светското првенство за глуви кој се одржува во Сан Антонио, Тексас, САД. Стојановски пливаше со време од 16 минути 57 секунди 13 стотинки, доволно за вице-шампионската титула во оваа дисциплина, преку која ќе се запише во аналите на македонското пливање и спортот воопшто. Изминатите денови Стојановски се избори и за финале во дисциплината 400 метри делфин, каде го освои 5-то место. Финалиња имаше во дисциплината 400 метри слободно и 200 метри слободно, при тоа освојувајќи го 7-то, односно 8-то место. Честитки и од КТР телевизија за македонскиот пливач.
Од денешната понуда од меѓународната спортска сцена издвоивме. Екипата на Челси е подготвена да понуди неверојатни 120 милиони евра за фудбалерот на Јувентус Пол Погба. На тенискиот мастерс турнир во Синсинати од серијата 1000 денеска на програмата се полуфиналните двојки. Денеска започна уште еден голем спортски настан. Светското првенство во атлетика кое се одржува во Кина. Екипата на Челси поради лошиот старт во премиер лигата го примора собственикот Роман Абрамович уште повеќе да го засили тимот. По ангажирањето на Петро од Барселона за 30 милиони евра, Абрамович најавува уште едно големо засилување за својата екипа. Според италијанскиот новинар Танкреди Палмери, кој е добро упатен во трансферите во Италија, тој истакнал дека Челси веќе подготвил фантастична понуда од 120 милиони евра за Пол Погба, првотимецот на Јувентус. Доколку навистина се случи трансферот, тој ќе биде најскап во историјата на светскиот фудбал. Инаку 22 годишниот француз во дресот на Јувентус досега има одиграно 130 напревари и 24 постигнати голови. На тенискиот мастерс турнир од серијата 1000 во Синсинати во главном беа постигнати очекувани резултати. Кај мажите, првиот светски рекет Новак Ѓоковиќ го декласира Вавринка со 6-4-6-1 и најави борба за единствениот мастерс кој му недостасува во неговата кариера. За таа цел ќе мора најпрво во полуфиналето да го совлада изненадувањето на турнирот украинецот Долгополов, а во второто полуфинале се очекува многу поголема неизвестност, а во нео ќе се сретнат Енди Маре и Роџер Федерер. Кај дамите во полуфиналните дуели силите ќе ги одмерат првиот светски рекет Серена Вилијамс против Свитолина, додека во второто полуфинале ќе се сретнат Јанковиќ и Халеп. Мечевите според програмата треба се одржат денеска. Денеска започна уште еден голем спортски настан во глобални рамки. Во наредните денови Пекин ќе биде домаќин на светското првенство во атлетика. Првиот надпреварувачки ден донесе еден резултат за почит. Имено 19 годишниот атлетичар на Еритреја Гимре Гебресиласие го освои златниот медал на маратонската трка. Тој патеката ја помина за 2 часа 12 минути и 27 секунди, додека втор беше неговиот сонародник Јемане Цегај со 2 часа 13 минути и 7 секунди. Третото место го освои Соломон Мутану од Уганда со време 2 часа 13 минути и 29 секунди. Со овој триумф Гебресиласие стана најмладиот победник во историјата на маратонот, а воедно и го донесе првото злато на својата земја на светските првенства. Бранителот на титулата и олимпискиот шампион од Лондон од 2012 година Стивен Кипротич на крајот мораше да се задоволи со 6-то место. Ненаден пад на температурата. Да видиме какво време ќе имаме наредните денови. Метео. Тука завршуваме со дневникот. Останете со К3. Пријатна вечер.